Ние денеска овдека сме собрани да дадеме почит на нашата интернационална и сега светица Ангеза Ганджи Бояджију, која е родена во Скопје 1910 година и која го видовме на влезот од зградата на нашиот магазин. Таа скулптура е направена од еден познат уметник од Косовска Митровица и тој е прототипот на неа, а додека главниот како да кажа споменик е пред една позната црква во Париз која има висина од 6 метри, значи. Тоа е едно големо ремек дело, тој е католик во исто време, да се разбереме, албанец католик и има голем, како да кажам, голема почит има по... Да, голем авторитет, голема продукција во светот. А ние посебно се врзавме со мајка Тереза од причини што јас уште како студент бех, вака како да кажам, другар добар со еден студент на медицина од Палестина, неговите ги избија, тоа беше некаде 1968 година, 69 година, јас тогаш него помагав, ја растоварах вагони и го помагав него, разбираш ми, обстана, бидејќи неговата цела фамилија, си да го знаат и мои сигурно колеги некој ќе го гледа, тоа е Џабет се викаше, разбираш ми, и он заврши медицина, успешно заврши од Палестина и отиде да работи во мисијата на мајка Тереза во Индија. Јас бех 3 пати кај незе на посета и од незе имам, како да кажам, многу убави компензации, не би рекол, него поклони од незе, разбираше, бидејќи јас многу додека работев за кемофармација, многу ги донирав, бидејќи он е сега светица на болните, на сиромашните. Таа и ние гордо, треба ни биде таа гордост и порака до сите нас во ова тло балканско, кое е малку контраверзно во овие, да речеме, лоши времења, бидејќи незиното семејство е семејство од мешани бракове. Таму има и католици, и муслимани, албанци, турци има, и македонци има. Значи, нивната фамилија е била пример, незинот татко бил аптекар во Скопје, незината фамилија, како да речем, е позната и нивните потомци се сега познати златари, би рекол јас, во Скопје. Тоа е една многу честна фамилија хумана, предиспонирана да дава помош на сите кои биле во неволја. Затоа јас кога бех кај неја, јас прв пат се сретнав со неја во Неапол, на еден меѓународен сајм на медицинска опрема, и ние тогаш јас успеав преку кемофармација да ги донираме на тие од лепра болните, кои она ги згрижува. Она згрижуваше некаде преку 20 милиони на светско ниво од лепра болни. И тоа е, да видите, една жена која беше, да речем, господја со 48 килограми, да видите каква сила, каква кондиција, каква желба. И затоа и точно на незиниот гроб пишува: бидете, сакајте се вие како што јас што ве саках вас. Значи, тоа е, градете мостови, не ги растурите, што е сега спротивно на тоа што го доживуваме. Јас баш затоа го одбележувам овој ден посебно и давам порака на овие простори, каде не заради политиката страдаме, се поделивме, се иселивме, осиромашнивме, како да кажам, се национално омразивме, поделивме, фамилиарно се поделивме само заради еден истик кај нашите политичари, крадење, лажење и само за да се, како да кажам, отме туѓото. И затоа овој ден го користам како порак, како да кажам, и протест од еден човек кој дал многу во својата кариера и прошетал многу на овој народ, разбираше на новите граѓани. Никој пат не сум правил сметка што да, а што добио. Видовте како в магазин имаме, тоа е се во интерес, иако знаат и публиката колку сме ние претрпели критика од конкуренцијата, кои не можат да бидат зеги. Они затоа критикуваат. Тоа не се купува со пари, не се тоа наоѓа во самопослуга, не се, како да кажем, на пат наоѓа. Тоа се стекнува со време, со продукција на односи, на конекции со меѓународни трговски куќи, со меѓународни авторитети во медицината, во бизнисот. Не е важно, како да ви кажам, во меѓународниот промет треба да видиш
pošten, čestit i stručen. Inače, ti jednaš Pfizer ili Bayer da го izdaješ вторият път, аз кажувам, со двоглед нема да го гледаш. А камоле, видите, нашите апотеки са полни, видовте колко наши от магазин е пълн со лекои. Тоа е резултат на добри конекции, оставени тако трајни. Јас веќе во тој промет сам, да се разбереме, 55 години. Така да, континуирано. И сите ние, јас веќе имам конекции со луѓе, кои викаат на нас, вика, дедо ви бил партнер, татко ми бил партнер, сега ние. Со трета генерација сум партнер, а се уште јас сум, како да кажем, кондиционно спремен, ви видите, како се борам за да го направиме нашето здравство на висина, на ниво, да внесам некои промени и академски и стручни и религиозни и национални и сите како да речем приоритети кои ги нуди светската знаност, светската продукција, светските куќи големи. Ние мораме да копираме земите и фармацевтските куќи, болниците од напредните земји. Ние немој да се задоволуваме со ова. Видите, ние веќе сега сме овие дневно сведоци како се краде од здравството на луѓето. Тоа едно ќе имаме прилика да збориме на таа и ние тука баш сакаме дено да го вотерем кога на мајка Тереза од 27 милиона болесници од цел свет, од целама, точно од цел, без обзир на вера, без обзир на нација, без обзир на години, на пол, давала да видите како кога сум ја бил таму под 100.000, под 200.000 болесници, како ги посетува, како им носи храна, како се грижи. И таа беше признаена од свице, она нема кој светски, кој нема светски авторитет во здравството, не ја велича, кој не ја спомнува, кој кажува дека на кој да се поуздаме и чиј пример да биде во нашата кариера. Затоа она, како да речем, била примена од сите светски авторитети и затоа она ја заслужи сега она светец, разбираме, светец и е она светец за сиромашните, за ранливите категории, за болните. Значи тоа да го доживееш во 20 век, да бидеш светец, тука треба да имаш многу заслуги. Ние треба да бидеме гордееме, пошто таа е македонка, без обзир, беше во Македонија родена и она пред смртта последното писмо го испрача во Македонија. И ташо ја реков нейната порака, сакате се вие меѓу себе како јас што ве сакам вас. Тоа е пораката и од мене до сите.